Вторник, 4 април 2017 година. Што ли ќе ни донесе овој ден? Што ли ќе ни донесе? Ако може да го однесе лошо време и облаците, аман више, па нели пролете? Мајку му, кај нас ни пролет не сака да дојде кој што треба. И време се вика, ќе ве заебавам колку сакам. Ако кој све на глани се качува, може и времето тоа да го прави. Денеска седмо продолжение на конститутивна седница на Македонското собрание. Се гледам себе си во блиска иднина како најавувам. Денеска 127 продолжение на седницата на собранието. Овој рече ова, оној му рече ти да не збориш многу, после оној му рече ти на мајка ти да го кажеш да не збори многу. Ти на жена ти да ја кажеш да не знае да готви, вие крадевте. Не, вие крадевте. Кај се парите? Да ги вратите парите. Криминалци. Не, вие криминалци. Ние сме добри. Не, ние сме добри. И така во недоглед. Ако не, зашто се јаме нерви, ќе ја дослушам и вас. И за не се кидате. Ќе заврши оваа седница еден ден. После тоа што ќе правиме да ми да знам. Може да ќе си продолжиме со животите. Може да. Ај ќе ме молам, ако може. И види го ти ту што ни рече, да најдеме решение што ќе се заснова на здрав разум. Тоа се од демократијата не го ни спомнувам. Не можам стално за демократија да верглам и ја имам малце душа сега. Да се вратам на здравиов разум. Абе, вчера зборев за ало докторе. Ало, Туск, се слушаме? Здрав разум? Тука, во Македонија? Ако најдеш еден здрав, те частам. А те како најдеш еден разумен, ќе те прогласиме за цар македонски. Не се шалам, жими све. Ќе ти составиме програма, платформа, манифест, ќе земеме некоја кампања од соседството, она на Вучич со авионот се покажа како победничка, ќе ти извадиме пред народот те гласа и за не се кираш. И да не победиш, пак цар ќе те направиме. Кај нас барем нема врска кој победил. Ние у Македонија имаме друга математика. Здрав разум, Бог да чува. Те вчера збеснавте со тоа дали Груевски заспал на собраниската седница и тоа додека збори човекот што седи до него. Односно Илија Димовски. Дали сте нормални? Едно логично прашање ќе ви поставам. Нели телевизијеве ВМРО-вски биле? Со кој памет помисливте дека ако стварно заспал ќе го пуштија баш тој дел на телевизија? А го пуштија, да. Затоа што другиве демократски телевизии не можеш да чуеш што рекол некој од десничареви у парламент. Слобода на говор. Што ќе правиш? И кога сум ки Илија Димовски, уште нешто да додадам. Рече дека пратениците не можеле кофа на глава да се стават и да се прават глуви додека платформава не постои. Друже, нели гледаш дека се угушив од кофите на глава? Дај повикај да ги извадиме кофите веќе еднаш. Не ти допрва и на пратениците ќе им ставаш. Нема кофи веќе, потрошени се. Ниту гледаме нешто, ниту слушаме. Машала, и во Брисел почнавме кофи да извезуваме. Глеги у Европа, а се спомне Македонија, кофа на глава и свиркај си. Доле кофите! Не сакаме кофи веќе! Смрт за кофите! Слобода за народот! Напнуење за кофиве... Ниче ми е лесно. А се напињам затоа што избегнувам да зборувам за тоа што се случува со отруењето на кучиња. Ама, искрено, не можам веќе да ќутам. После она со обесението кучиња во ново лисиче, претече кофата. Соземете се, идиоти! Сериозно ви кажувам, малце да се соземете. Лечете ги фрустрациите на друго место. Што знам, пите ракија, дрогирајте се, одете во ментална установа, кучињата оставете ги. Не ви се криви за ништо. Кој убива животни бре усред град у 21 век? Ај не ви беше доста што фрливте отров низ цела држава? Вчери на Боемска улица се отруло куче, сега почнавте да ги бесите. Лебедине живи изгореле во запалената трска во Охрид. Ало, има правда колку да знаете. Ќе ве стигне сите. И тука не зборам само за закони. Има некаква вселенска равнотежа, да си знаете, сите не стига.
Добро, доста со црна хроника. Грозно, гадно, одвратно и клетви падна у локумче. Не луѓе. Немам други зборови. Сограѓаните од Рачиново рекоа дека дефинитивно нема да плаќаат струја. Така е, другари. Можда некој до сега и си мислеше дека ќе почнат да плаќаат затоа што проблемот не е од вчера, ама сега луѓето отворено си кажа: не плаќаме. Точка. Ева на против албанците била, така викаат. Не ведечки, и против македонците, и против србите, бошњаците, власите, ромите, турците, ма против сите. Сите што не плаќаат струја ги исклучува. Не знам дали знаевте до сега, ма тако да ти е работа. Не плаќаш, нема струја. Исто и со вода, парно, телефон. Да бе, стварно, мора да се плати. Тоа е. Специјалната јавна обвинителка Ленче Ристоска вчера на Телма апелираше да се продолжи рокот за поднесување обвиненија кои СЈО го има до 30 јуни. Ако тоа не се случило, имале неколку варијанти кои ги разгледуваат, а богами и план Б, кој ете за сега немало да го коментираат. Тука пак ја спомнам филмската продукција План Б на Бред Пит. Ако не па, таму пратете ги обвиненијата. Има еден куп филмови за Оскар да се снимат. Што им беше муавето? А да, Ленче вика дека материјалите сигурно нема да останат во некој сеф и дека граѓаните заслужувале да знаат што се случило. Така, Ленче, граѓаните заслужуваат. Се надевам дека ќе дознаеме и што направили другите. Затоа што нели они сироти беа преслушувани, а не слушнавме ништо за нив. Правда за сите, нели тоа го бараме. СЈО денески на Антонио Милошевски му ги побара и авионите што ги имал. Кај ти се авионите, бе? Одма да ги донесеш и да ги пријавиш. Воздухопловите кај се? Одма да ги вратите. Аз спомнам правда, се напињам, затоа што одма на отруени и убиени живот не ми текна. Доста е за правда денеска, додека не сум се претворил во Калимеро. Што ме гледате? Толку за денеска. Одам да ги перам авионите, да не ми ги побара некој. Па не оди да ги носам на увид неперени без таблици. Точекот може со зимски гуми да го донесам или прво летни да се. Ај, чао се. И гледајте ТВ Нова.